Во овој период беше доста живо на релацијата АВМУ-влада. Агенцијата во првите 2 месеци, јануари и февруари, реагираше на тоа дека Министерството за информатичко општество и администрација 2 месеци поред префрлало помалку средства од законски утврдените средства. Ние доставивме прашање преку пристапот до информација од јавен карактер до Министерството и добивме одговор дека во првите 2 месеци од 2019 година била направена исплата на помала сума, затоа што измените на законот се донесени 5 месеци откако биле затворени, цитирам, буџетските циркулари на буџетските корисници за наредната година и дека во текот на годината ќе биде направено согласување на висината на буџетските средства наменети за АВМУ. АВМУ ја усвои регулаторната стратегија за развој на аудио и аудиовизуелната дејност во периодот 2019-2023 година. Владата даде негативно мислење за регулаторната стратегија и побара нејзино ревидирање, затоа што според владата таа не е усогласена со другите стратешки документи за развој на оваа област. АВМУ констатираше дека регулаторната стратегија била доставена до владата, до собранието и до НИО-а, но не за да биде усвоена од нивна страна, туку за да бидат известени за тековните состојби во медиумската сфера. И при тоа агенцијата реагираше дека владата ги надминала своите надлежности и постапила спротивно на насоките од извештаите на Европската комисија за напредокот на државата и спротивно на препораките на Советот на Европа за гарантирање на независноста на регулаторните тела во областа на медиумите. Во овој период агенцијата доби представка од кабинетот на премиерот и од генералниот секретар на владата за да го преиспита донесувањето на подзаконскиот акт со кој се утврдува мерење на гледаноста. Советот констатираше на една од своите седници дека ваква представка веќе доставил правниот заставник на TV24 Вести и дека таа била разгледувана и предложи да се организира состанок меѓу TV24 Вести, Стопанската интересна заедница, Комитетот за мерење на публиката и Истражувачката агенција за мерење на гледаноста, а на седницата на која што се разгледуваше представката доставена од владата, директорот на АВМУ посочи дека подзаконскиот акт е донесен и спроведен во согласно со најдобрите практики во Европа, како и дека оваа представка е еден вид директен притисок врз работењето на регулаторот. Преку пристапот до информација од јавен карактер, ние побаравме мислење од канцеларијата на премиерот и добивме одговор во кој меѓу другото се вели дека владата само ја проследила представката на 924 до АВМУ, без каков било притисок или давање инструкции за постапување, како и дека посочувањето на законските одредби кои го регулираат конкретниот проблем не може да се третира како вршење притисок, независно од тоа како АВМУ гледа на ова. Се добива впечаток дека постои определена тензија на релацијата АВМУ извршна власт, но тоа не сме според нас да премине во каква било отворена војна или прекупување. Потребно е да се развие конструктивен диалог во кој ќе се разговара за недоразбирањето и за сите прашања кои се во доменот на извршната власт и АВМУ, секако со единствена цел подобра и поефикасна регулација и развој на радиодифузната дејност во државата и при тоа, секако посочуваме, треба да се почитува независноста на регулаторот. Во овој период АВМУ го објави и го достави на собранието годишниот извештај за работата од 2018 година. Купните остварени приходи во 2018 година изнесуваат приближно 140 милиони денари и се повисоки за 8% во споредба со планираните расходи. Расходите на АВМУ во последните 3 години не надминуваат 95 милиони денари, а минатата година тие биле намалени на приближно 78 милиони денари. Реализираните трошоци на АВМУ во изминатите 3 години се во просек за 30% годишно помали од планираните расходи. АВМУ за 2019 планира расходи од над 125 милиони денари, што е за дури 62% повеќе од реализираните трошоци во 2018 година. Трендот на помали реализирани расходи од иницијално планираните годишни расходи покажува дека треба што е можно попрецизно да го планира агенцијата својот годишен буџет, иако секако постојат трошоци кои не можат целосно да се предвидат. Наша препорака е буџетот сепак да биде планиран што е можно попрецизно и без големи разлики во планираните и реализираните суми и на ваков начин во суштина ќе се подобри ефикасноста на финансиското работење и менаџирање на регулаторот. Поништувањата кај трети институции растат. Тоа е загрижувачки податок, а кај АЕК поништувањата
низ годините биле 0, па 12 насто, да 18 21% да стигне, што значи секој пети тендер се поништува, а кај АВМО биле по 3%, сега се на 15 пораснати. Кај двете има висок процент на она најнепопуларно поништување, а тоа е за неприфатлива понуда. Значи имало понуди, но биле неприфатливи и сите се елиминирани од натамошна евалуација. Тоа е најнепопуларната мерка за поништување, има повеќе законски основи, оваа се смета за една ризична точка. Кај АЕК 67% од поставките поништени биле на врз основа, кај АВМО 40%. И двете институции некако ми пречи цело време, минатиот пат алудиравме на тоа и сега, што многу им се неизбалансирани приходите и расходите. Минатиот пат кажав, мислам, стои констатацијата. Ако имате многу поголеми приходи, со години ви сте поголеми од расходите, или не инвестирате доволно, или многу наплаќате, или многу зимате пари. Значи нема трета работа. Или ќе си ги намалите за паќањата од тие што зимате пари, или ќе инвестирате со парите повеќе. Значи мора, особено овие две институции се од тој калибар што мора да работат повеќе на балансирање на приходите со расходите, особено што низа години тоа се повторува. Да една година има некакви турбуленции, некакви надворешни влијања, меѓутоа ова се повторува и мора двете нешто да направат од тој аспект, бидејќи па ќе кажам, изгледа дека многу се скапи, а може нешто тоа да се направи со помалку пари, бидејќи докажува дека трошат помалку пари, а функционира. Значи треба нешто тука да некаков менеджмент околу финансиите. Препознатливоста на двата регулатори е ниска. Ние кога презентиравме извештајот, главниот take-away или главната порака што медиумите ја пренесоа беше дека се зголемила препознатливоста и тоа е вистина. Меѓутоа е зголемена од многу мала на малку поголема. Например, 2 од 5 граѓани во Македонија слушнале за АЕК, 1 од 5 слушнал за АВМО. Полошкиот регион и граѓаните албанци многу помалку слушнале од етничките македонци. Еве уште една работа на која што може треба да се размисли како да се работи, како да се интервенира во тој дел. Мини-медиумски монитори во последниве во извештајниот период, доколку направиме, јас сега го правев пред да седнам да гледам, покажува дека особено околу АЕК, значи количината на известувања, негативни известувања, коментари кои резонираат со генералното чувство на недоверба на нашите граѓани кон системот е огромно. И тоа резултира во намалена перцепција на независност, како што покажа впрочем анкетата. Годинава драстичен пат има во перцепцијата за независност на двата регулатора. Кои се овие приказни? Само ќе ги наведам, не е за да се критикуваме, меѓутоа ова се факти. И особено беа овие резонираа во случајот на АЕК, се залепија на АЕК. Непотизам, кој се утврди од ТГСК, за ова медиумите многу известува, и тоа се залепи на таа генерална перцепција за тоа што е АЕК. Се утврди непотизам и поради некаква застареност е уште еден мотив како мокниците, богатите, телата што никој не знае зошто постојат, јас знам зошто постојат. Повторно се извлекоа, нели за лошото што го направија, тоа се залепи. Зголемување на плати. За АЕК веќе постои перцепција, да не треба да мериме, дека е еден од најдобрите работодавачи кои што не се дел од приватниот сектор. Повторно зголемување некој минимално на плати и ова дополнително ја расипа, ја загрози јавната перцепција, ја намали перцепцијата за независност. Ја го затврсти веќе постоечкото убедување дека операторите не се транспарентни, дека се всушност, да кажеме, место каде што мокниците така ги вдомуваат своите блиски. И ова ме носи на третата приказна. Правен застапник на скандалозно, правен застапник на владеачка партија избран во комисијата на ЕКО. Сите го пренесоме. Никој не го негираше, мала држава сме, знаеме како функционираат работите кај нас. Како ова да се поправи генерално? Јавност, отчетност, транспарентност и следете го случајот на ДКСК. Кога луѓето ќе видат дека некој се поти
поминал низ транспарентен процес, имало јавност во секоја можна постапка, тогаш луѓето добиваат доверба во системот, добиваат доверба во институциите. Јас предпоставувам дека следната анкета што ќе мери доверба во институции ќе покаже дека ДКС ќе е највисоко. Зашто се потеа? На луѓето сакаат политичарите, избраните, именуваните да се потат, да ги покажат своите компетенции и да се измачат и да добијат доверба и да добијат ветар во едра. Има две логики. Една логика кај владата, една логика кај регулаторите, кои што се две страни од истиот медал. И ова нам можна ни пречи, затоа што цело време инсистираме на некаква проактивност. Логиката на регулаторите е, немаме простор, нам законот точно ни кажува што да направиме. И ова не е добра логика. Ова е логика што е многу легалистичка, така, секогаш треба проактивност, секогаш треба да се оди чекор напред. Додека логиката на власта, ова се има Заев зборови, пошто ние му се качуваме на глава има Заев за други работи, така и му викаме што прави што регулаторите. Каков е овој однос што ви имате со регулаторите? Он вика, што да правиме, тоа се независни тела. Двете логики се погрешни. Треба да се седне, да се разговара, да се кара, да се расправа и така натаму се во интерес на граѓаните, на јавниот интерес. Колку е успешен регулаторот, зависи од тоа, односно индикатор за успешност на регулатор секогаш треба да биде нивото на среќа на граѓаните. Колку се граѓаните задоволни со цените што ги плаќаат, колку се граѓаните чувствуваат заштитени од големите корпорации, од провайдерите на услуги, колку се граѓаните среќни од квалитетот што го добиваат за парите што ги плаќаат. И сега кај нас граѓаните правевме анкета пред месец дена, таа беше презентирана, жал ми е што и тука не поштивме дел од податоците, затоа што мислам дека фидбекот што го добиваме од граѓаните е најважен. Кај нас граѓаните генерално се задоволни од квалитетот на телекомуникацијските услуги што ги добиваат, не се среќни со цените. Исто така, треба да знаеме дека постои огромна дискрепанца меѓу различни групи на граѓани. Например, граѓаните во урбаните средини во Скопје се многу посреќни, граѓаните во руралните средини не се. Со граѓаните албанци, жителите на Полошкиот регион не се среќни. Значи тоа се некакви наводи што врз кои може да се градат препораки и кои може да се користат за насочување на развојна дејноста и така натаму. Поглед на јавниот интерес би издвоил две работи. Првата е убава вест која што чутме од пред неколку дена, за која што знам дека Агенцијата за електронски комуникации беше вклучена уште неколку години наназад, а тоа е драстичното намалување на цените на роаминг по поглед со државите од Западен Балкан. Воедно директорот на агенцијата учествуваше на состанок со представниците на другите регулаторни тела од Западен Балкан, за кое што се предвидува дека од 1 јули 2021 година целосно напуштање на цените на роаминг, односно се предвидува поведување на цени на роаминг кои се исти како цените на електронските комуникации на домашниот пазар. Втората работа се однесува на комуникацијата на АЕК со граѓаните. АЕК нуди три можности за комуникација со граѓаните. Најмногу граѓаните користеле алатката за испраќање повици и пораки на бесплатниот број 190. Околу нешто над 1000 повици и пораки се реализирани. Пошто следува поднесувањето приговори во писмена електронска форма, како и последна која што најмногу се користи се прашањата и одговорите. Уште една работа околу ова и тука завршуваме дека кога зборев околу социјалните мрежи, промовирање на активности на социјалните мрежи, мислам дека и ваков вид на активности, промовирање дека постојат ваков вид на активности кај што граѓаните можат по електронски пат, по телефон или по друг каков начин да искомуницираат со агенцијата за своите потреби. Мислам дека социјалните мрежи се одличен начин каде што редовно ќе може да се потсетуваат граѓаните дека имаат такви